Пред да поминеме на разгледувањето на текстот, сакам да прочитаме една мисла на еден пастор и проповедник од минатиот век, Венс Хавнер. Тој вели вака: раните христијани не живееле со очекување за настан што треба да се случи, туку живееле со очекување на некој што треба да дојде. Да се очекува воз е едно нешто, а сосема друго нешто е да се очекува доаѓањето на саканиот човек со возот. За разлика од раните христијани, ние повеќе го проповедаме доаѓањето на царството, отколку доаѓањето на царот. Јас не гледам на знаците за неговото доаѓање. Тие се многу. Секогаш кога ќе сретнам некој што се исмева на доаѓањето на Христос, тоа уште еден знак повеќе за сигурноста на Христовото доаѓање. Че овој човек забележал некои работи, една работа дека за разлика од раните христијани кои со натрпение го очекувале Христос да дојде, ние повеќе говориме за еден настан, да дојде Божјото царство. И вели, знам дека сигурно ќе дојде, не гледам толку на знаците за неговото доаѓање, зашто тие се многу. Има многу подигрувачи, многу луѓе кои се исмеваат на Христовото доаѓање. И тоа уште еден знак дека тој сигурно ќе дојде, зашто Словото предупредуваше за тоа. Мнозина се оние кои се подигруваат на предупредувањето за доаѓањето на Исус и судот што тој ќе го донесе. Некои тоа го прават многу отворено, јавно се исмеваат, некои тоа го прават со начинот на животот. Тие живеат така како не баре никој пат Христос нема да дојде. И сознанието дека треба да живееме во светлината на Христовото доаѓање е толку далеко од нивниот ум, што тоа сознание нема никакво влијание на нивниот живот. Ние живееме со тоа сознание, но тоа сознание не присуства во нивниот живот, далеко од реалниот, од практичниот живот. Такви подигрувачи, како што гледаме овдека во посланието, се појавиле веќе при крајот на животот на апостол Петар. Сигурно ги имало и порано, но тоа послание го пишува кон крајот на животот. И како што веќе видовме во претходната глава, кога ја зачувавме втората глава, за тоа ќе кажеме нешто повеќе и во овој текст што го имаме овдека, причината за нивното подигрување, причината за однегирањето на Христовото доаѓање е желбата, поголемата желба да се живеат според телесните желби, отколку стравот од Господ. И секогаш кога човек ќе се води од телесните желби, тој се наоѓа доктринарни вратички за да отвори пат за извршување на своите желби. И да се смири на некаков начин совеста. Зашто совеста работи кај секого. Совеста секого го измачува кога врши зло. Како ќе се ја смириме совеста? Со тоа што ќе измислиме учење кој ќе го оправда нашето поведение. И очевидно, како што можеме да видиме во претходната глава, тие биле вешти во обидувањето, како што се вешти воопшто лажните учители. Тие знаеле да помешат вистина со лага и сето тоа да го облечат во духовна облека и да се представат како угодни на Бог, како вистински учители, како вистински водачи на народот. Видовме во минатото послание, навидум изгледале како да го познаваат патот на правдата. Изгледале како навидум да го познаваат Бог. Меѓутоа, тие оставиле Божјата заповед и се впуштиле во развратот. Навидум биле дел од заедништвото. Тие јаделе заедно со заедницата, учествувале на агапе, Господните вечери. Меѓутоа, во реалноста, нивните очи, како што пише Петар, биле полни со прелюба.
проповеделе слобода во Христос, дека ние имаме слобода, а самите биле заробени во развратот. И затоа вели апостол Петар наликуваат како кучињата кои се враќаат на блојавицата, тој збор е употребен, и свињата во калта. Значи, тоа беше втората глава. Дава опис, дава еден така одвратен, да кажеме, портрет, невкусен портрет на тие луѓе, но многу реален портрет. Портрет кој го покажува нивниот карактер. И затоа тој дава таков портрет, за да ни се вреже во главата и да ги разпознаваме лажните водачи. Водачите кои пред се мислат на своите интереси, на своите желби, телесни страсти и го употребуваат народот само за да луѓето ги употребуваат само за да се ги исполнуваат тие желби. И сега откако дава таква слика, ги исцртува, во третата глава тој е многу силен во убедувањето луѓето да внимаваат кого следат. Да не одат по патот на тие лажни учители, зашто тој пат завршува со осуда. И ова е единственото место во посланието каде што Петар е, да кажеме, по-интимен. Многу интимен. Дори 4 пати во оваа глава го употребува зборот возлюбени. Во целото послание тој не употребува такви зборови. Меѓутоа, на крајот, точно во овој дел, 4 пати им вели возлюбени мои, возлюбени. Зошто? Идејата му, целта му да им каже, мојата единствена грижа е вашето спасение. Немам никакви други мотиви. Јас сум на крајот на животот, уште малку ќе си заминам. Ниту ми требаат пари, зашто на крајот сум на животот. Ниту ми треба власт, ниту ми треба слава. Умирам. Одам во смрт. Единствениот мотив за ова писмо, единствениот мотив зошто ви инсистирам, ви се обраќам, е бидејќи се грижам за вас. Се грижам за вашето спасение. И затоа и така се обраќа. И основната тема основната идеја која спомнува, зашто отсутство не сум ја ставил, независно од цинизмот на овие подигрувачи, независно од тоа тие како се измеват и што ќе прават, тоа не ја менува реалноста. Христос ќе дојде да го суди светот. Го прочитавме текстот и ако можете да забележите, многу се употребува или најчесто користениот збор во овие неколку стихови е слово. Словото. Словото. Зашто токму Словото, Божиот збор е нападнат. Дури во еден момент се доведе во прашање тежината на Божиот збор, Божјата честност. Дали Бог е честен, дали си стои на зборот. И затоа во овој текст апостол Петар цело време се повикува на Словото. Преку Словото Бог го создаде овој свет, преку Словото донесе осуда во потопот, преку Словото тој ќе донесе и друг суд. Словото на Господ има авторитет, има сила, тежина и е вистинито. Бог не се откажува од Словото. Ајде да видиме. Словото треба да ни биде сигурниот темел кога подигрувачите ја напаѓаат верата. Еве, возлюбени, како веќе ви го пишувам второто послание, во кое со напомнување ви го разбудувам вашиот чист разум. Говори за напомнување и за будење. Ви напомнувам, не пак ви напомнувам. И во првата глава тој рече ќе ви напомнувам и овдека. Многу важно е да ви напомнувам некои работи, за да биде буден вашиот чист разум. Инаку разумот ќе заспие, се успие. И тука гледаме една потреба, која е наша потреба, реална потреба. Ние имаме потреба да ни се напомнуваат работи. Ние сме повеќе, во нас има повеќе склоност, глад за нови работи, да слушаме нови работи. И затоа во теологијата се измислят толку многу нови доктрини. Еден куп докторати се направија на нови работи. Работи се ги измислија, буквално од прстите се ги извлекоа. Зошто?
го знаат, го познаваат љубопитството на човекот. Да слушнеме нешто ново. А вистината дека ние имаме потреба да ни се напомнуваат вистинските работи. Вистината да се подсетуваме на вистината. И ова потреба е посебно важна во времето во кое што живееме. Зашто ние денес сме бомбардирани од една безбожна култура која се обидува да ни го смени мислењето. Например, денес се прифати како факт кој не е докажан, кој не е научен, кој е само теорија, меѓутоа се прифати како факт и сите живееме со тој факт. А тоа е дека ние и се што е околу нас е плод на еволуција, на една случајна еволуција преку која во период од 1000 милиони години е создадено и во оваа форма, во овој што ние го имаме денес. И тоа се изучува во школите, тоа се изучува, се проповеда, тоа се шири насекаде, иако воопшто не е ни научно докажано. И во едно таков амбиент ние почнуваме да живееме со таквото учење. Биваме буквално успивани, заспивани за библиските вистини. Денес повторно гледавме еден цртан филм за звонарот на Богородичната црква во Париз, за Квазимодо. Ова книга ја читав еднаш кога бев во средно и потоа читав в средината на 90-тите години. И ја знаев добро како е книгата. Некаде почетокот на 2002, 2003, 2004 беше, на Дисни направи филм и во овој филм сосема поинаков е крајот. И јас реков, ова не е како во книгата. И известно време ми стоеше во главата крајот од книгата. Меѓутоа, после неколку гледања и после неколку години, денес сме подсети Лидија дека во книгата крајот е сосема друг. Дека во книгата Есмералда е запалена на клада. Воопшто ми ја снема книгата од главата и реалноста што е во книгата представена. Во мојата глава се пресели она убав среќен крај кој што завршуваат сите филмови детски на Дизни. Овој свет говори за еволуција и хуманизам и поинаков крај, нели, на човештвото. Ние се движиме во еден крај во кој што сите ќе исчезнеме. И тоа е срекниот крај. И ние треба да работиме сите за тој крај. И сме буквално опијанети, успиени во таа филозофија што светот ја пропагира. Затоа вели, треба да бидеме подсетувани. Црквата има потреба од подсетување на вистините. Живееме во општество кое не бомбардира со невистини. Калвин во коментарот за овој текст вели дури и оние што се многу обучени, многу добро го познаваат Словото, дури теолозите, дури луѓето како него вели, имаат потреба од луѓе што ќе ги подсетуваат на вистините. Инаку, тој го употребува зборот, ќе духовно ќе раѓосаме. Ако не бидуваме помазувани, постојано подмачкувани со подсетување на вистините од Словото. Значи, имаме потреба да се подсетуваме. На што? И овдека прво говори за она што порано го говореле пророците. Тие ќе се подбиваат и ќе живеат според своите похоти. Ми фали тука еден текст. Да се подсетуваат на зборовите кои се порано кажани од светите пророци. И потоа и на заповедта на Господ Исус Христос дадена преку вашите апостоли. Тоа се двете работи. Зошто точно пророците ги спомнува? Зошто во моментот кога Петар го пишува ова послание, светите книги што ги имале христијаните бил Стариот Завет и некои од посланијата. А во Стариот Завет, во Мојсей и пророците, делот во кој најмногу се говори за судот,
се пророците. Пророците постојано спомнуваат, подсетуваат дека ќе дојде судот над Израел, судот над Јуда, судот над околните народи, конечниот суд, Господовиот ден. Ти најмногу говорат за судот. И затоа им вели овдека апостол Петар, подсетувајте се, што ви говорија пророците, што пишуваа пророците. Предупредувањата за судот. Доаѓаат овие лажни учители и ги успокојуваат и велат, не се секирајте, нема суд. Живејте во слобода. И имали успех. Зошто имали успех? Па имали успех зашто луѓето сакат повеќе тоа да го слушат. Дека нема суд. Ова предупредување на апостол Петар е многу важно. Ние имаме навика да си ги читаме, да си ги селектираме и да си ги читаме они работи што се по наш вкус, што нам ни се допаѓаат. А ние сакаме да слушаме работи кои говорат за просперитет, за напредок, за љубов, милост, за убави работи. Има делове во Словото кои денес христијаните воопшто не ги читат, зашто се адресирани на гордоста на човекот, кои се за коригирање, за казна, за дисциплинирање. Човек не сака да слуша такви работи. И во цркви во кои што не се проповеда континуирано Словото, обично во таквите цркви се избират таквите пријатни текстови и само тоа се проповеда. Затоа, денеска, ако се направи некакво истражување, ако и тоа го имаме сознание сите ние, многу повеќе говориме за Бог, кој е љубов, кој е милост, кој е благодат, а колку се говори за Бог кој е судија, Бог кој суди. Колку говориме за судот, за пеколот, за маките. Зошто е тоа така? Зошто скокаме. Апостол Петар им вели, читајте се ги пророците. Обрнете повеќе внимание на пророците. Немојте да ги скокате. И тогаш ќе ги разпознаете лажните учители и нивната намера. Тие ве залажуваат со нивните убави учења. Верните имаат потреба да се подстувате на заповедта. Тука нели сме го испуштиле, заповедта на Господ Исус Христос. Која точно заповед не знаеме, но малку порано во 2 глава апостол Петар вели дека тие кои го спознаа патот на праведноста ја напуштија Христовата заповед. Како? Препуштајќи се на развратот. И тука можеме да видиме која е Христовата заповед. Всушност Христовата заповед е неговото етичко учење. Христос дојде да ни донесе добра вест, да ни го покаже Божото господство. Но што е Божото господство? Божото господство е давањето на добрата вест која спасува, но и покорување на таа добра вест кој значи поинаков живот. Добрата вест е вест која ни нуди, поинаков живот. Не оној живот во кој што живеат неправедните, беззакониците. Кој е првата проповед на Господ Исус Христос? Кои се неговите први зборови? Покајте се, зашто доаѓа Царството Небесно. А што значи да се покае човек? Да се сврте од стариот живот и да почне нов живот. Овие лажни учители што проповедаат? Вратете се на стариот живот. И така тие се одвраќаат и отфрлаат Господовата заповед. И затоа, овдека, кога говори за заповедта, тоа вели заповедта на Господ и Спасител. На нашиот Господ и Спасител. Не можеме да ја отфрлиме неговата заповед. Ќе отфрлиме ако само Спасител. Зашто тој е Спасител, не спаси, нема власт над нас. Затоа може да правиме што сакаме со неговите заповеди. Меѓутоа тој не е само Спасител, тој е Господ. Тој јасно го објави Божото господство. И основата, всушност, суштината на проблемот со лажите учители е отфрлањето на господството на Бог и на Исус Христос. Тие велат да,
Нема спор дека Христос дојде да нас спаси. Дојде да нас спаси, да ни даде слобода и да правиме ние што сакаме со слободата. Лажните учители, какви што ги има многу и денес, говорат за Исус Спасителот, но не говорат за Исус Господарот. Не случајно овдека, многу ретко во Новиот Завет ќе видиме таа комбинација Господ и Спасител. Обично е Господ само или Спасителот. Овдека се и двете нешта ставени. Тоа е нашиот Господ. Не можеме да издвоиме Исус како Господ од Исус како Спасител. Тие секогаш одат заедно. И понатаму вели апостол Петар, тие ќе се подбиваат и ќе живеат според своите похоти. Тука се ми е измешано и не знам зашто е така, дали јас сум го направил тоа или... Најнапред знаете го тоа дека во последните денови ќе се јават подигрувачи. Најнапред знаете го тоа. Многу важно е, исклучително важно е ова што ви го кажувам. Ќе се јават лажни подигрувачи, ќе се јават подигрувачи. Во последните денови. Кои се последните денови? Кога апостол Петар говори за последните денови, тој мисли за неговото време. Последните денови се од вознесението на Исус до второто доаѓање. И во целото тоа време има подигрувачи. Раните христијани многу се надевали, живееле со големата надежда дека Христос ќе дојде во нивно време. И затоа не случајно. Во новозаветните книги повеќе од 300 референции има за второто Христово доаѓање. Само 4 новозаветни книги, кои се многу мали, не содржат нито една референција за второто Христово доаѓање. Тоа се Филемон, второто Јованово, третото Јованово и Галатјаните. И сосема е нормално зашто јасно е зашто во тие книги не пишува за второто Христово доаѓање. Филемон е едно писмо, интимно писмо што го пишува Павле до Филемон, бидејќи има еден роб кој избегал и така натаму и го моли да го врати назад, да го прими назад. Второто и третото послание Јован се истата цел, говори за лични проблеми на луѓе, и Галатјаните е заради легализмот на црквата, на луѓето во црквата во Галатија. Сите други книги содржат референција за второто Христово доаѓање. Тоа зашто раните христијани верувале дека Христос ќе дојде во секој момент, дури повеќе од нас денес. А тие живееле 20-30 години од смртта и воскресението на Исус Христос. И сепак се појавиле подигрувачи. Некој каже, ако тогаш имал подигрувачи, колку повеќе треба да се денес, 2000 години после вознесението, како е дадено тоа ветување. Вистината дека не е времето факторот. Апостол Петар вели дека тие ќе се подигруваат, ќе се подбиваат, живеејќи според своите походи. Или зашто живеат во своите походи. Така некако би требало да гласи преводот. Ти го отфрлаат второто Христово доаѓање. Не бидејќи Бог не се стои на ветувањето, не бидејќи тој доцни или бидејќи поминало многу време. Бидејќи така им годи. Бидејќи така ќе ги исполнуваат повеќе своите интереси ако го отфрлат, нели, второто Христово доаѓање. Тие не сакаат да веруваат, зашто така полесно се отвараат врата преку учењето и за своите желби и за смирувањето на совест. И како што вообичаено се случува, грешниот живот резултира со лажно учење и лажното учење води до грешен живот. И тука тоа многу јасно го гледаме. Но она што се случува после, многу пострашно, тие велат кај е ветувањето за неговото доаѓање. И тука не велат кај е вашето ветување, кај е вашата проповед, кај е неговото ветување, ветувањето на Бог. И од тука натаму ќе видиме се гради една недоверба во самото слово, во она што Бог го кажал, во она што Бог го ветил. Ако тој ветил дека ќе дојде, а него го нема, бидејќи се исто како уште од создавањето на светот, тоа значи дека ние можеме да го поставиме под сомнеш Божиот збор, Божјата честност. Дали Божиот збор вреди нешто?
Дали Божото Слово вреди нешто? Тоа е целата идеја. На крајната цел на лажните учители секогаш е да стават, да фрлат сомнеш врз Божото Слово. Кај е ветувањето? Еве, ништо не се случи. Можеме ли да се довериме на ваков Бог? Можеме ли да се довериме на вакво Слово на крајот на краиштата? Вели апостол, овие лажни учители. И сето тоа, на крајот вели, тоа е нивната стратегија. Тие намерно забораваат дека небесата и земјата отпорано беа создадени од вода и преку вода со силата на Божото Слово, преку кое тогашниот свет загина, потопен од вода. Намерно забораваат, тоест имаат некаква намера кога ги испуштаат тие факти. Овдека неколку пати се употребава зборот вода, преку вода, вода од вода и така натаму. Се враќа овдека апостол Петар на Битие 1 глава, каде што гледаме дека на почетокот духот лебдеше над водата, потоа пишува во 6 стих, вели, нека има свод сред водата и тој да разделува вода од вода. Небесен свод, над небесниот свод вода, под небесниот свод вода. И затоа тука Петар вели од вода, вода, вода. Многу вода се употребува. И создаде Бог свод и одвои водата што е под сводот од водата што е над сводот. И така стана и сводот го нарече небо и настапи вечер и настапи утро втор ден и Бог рече нека се собере водата што е под небото на едно место и нека се појави копно и така стана. И потоа продолжа и преку вода го осуди светот во потоп, нели? Пак водата. Тука некои креационисти велат таа вода што беше над небото, над сводот, Бог ја употреби за потопот да го осуди светот. Водата како некаков основен елемент во создавањето е употребен и во судот, покрај Словото. Но која е основната идеја? Зошто апостол Петар го потенцира тоа? Прво, да им каже, Бог е создател. Бог создаде се преку Словото. Словото има сила, Словото е авторитетно. Божиот збор, кој е ставен под сомневање од овие лажни учители, Петар вели, токму тој Божи збор создаде се. Тој збор го доведе светот во осуда. И Библијата потенцира на многу места. И тоа е една од клучните доктрини. Бог е создател. И зошто тоа е клучна доктрина? Зошто и Петар овдека ја потенцира? Ако Бог е создател, вклучително и наш создател, тој како создател има право на господство. А бидејќи има право на господство, тој има право и да осуди кога некој нема да се покори на тоа господство. Тоа е учењето. А ако Бог не е создател, тој тогаш нема право на господство. И тој тогаш не може да осуди. И гледате кај е поентата на тие подигрувачи. Кај е Божиот збор? Кај е Словото? Кај е ветувањето? Ако тој не се држи до зборот, значи Словото не е вистинито, тогаш тој нема власт над нас. Нема да има ни суд на крајот на краиштата. Тој рече и тие настана. Тој заповеда и се создадо. Или Псалм 33:9. Значи, отврлањето на господството на Бог и неговиот суд е крајната цел на нивното намерно заборавање на создавањето на светот од Бог. И се разбира, тие намерно забораваат и дека преку тоа слово тогашниот свет загина потопен од вода. И тоа си е, нели, веќе спирала. Ако Бог не го создал светот, тогаш Бог и не го осудил овој свет и така натаму. Сушно сака Петар да им каже овдека, како вие тврдите дека се е исто уште од кога умреа вашите татковци, а овдека ги има во предвид првите луѓе, кога Бог уништи се во потоп. Не е се исто. Бог веќе еднаш го уништи светот. Не е вистина. Вие намерно заборавате дека Бог веќе еднаш го уништи светот. Не е ист светот. Вие намерно заборавате да го отворите Божото господство. И со тоа, отврлајќи го
авторитетот на Словото, на крајот стигнувате до заклучокот дека нема да има и на крајот суд. Ако се истот како Бог го создал светот, ќе се остане до крајот таков. А сегашните небеса и земјата пазени се од истото Слово, со каква цел се пазени? Од Словото на Бог. За оган во денот на судот и погибелта на нечестивите луѓе. Тоа Слово кој го создаде светот, тоа Слово кој го осуди во потоп светот, тоа Слово предупредува за суд кој ќе дојде. И ако Бог го создал светот, ако Бог го осудил светот, Бог ќе си држи до зборот и на крајот повторно ќе дојде судот. Подигрувачите забораваат на тие работи. Има оди во прилог на нивното учење и на нивниот интерес. Телесните желби се поголеми од стравот од Господ. И тие го следат она што е посилно во нив. И на крајот, во заклучок, две основни работи што може да заклучиме. Одрекувањето на вистината, според која Бог го создал светот, води кон скептицизам, тоест постои ли воопшто Бог, има ли воопшто власт над нас, и развратен живот. Неморален. Се губат моралните стандарди. Нема веќе морални дилеми. Секој може да прави што сака. Одрекувањето на вистината, според која Христос доаѓа да го суди светот, исто така води кон скептицизам и распуштен живот. Треба да го имаме тоа во предвид, зашто живееме во, како што реков минатиот пат, толерантно општество. Општество кое се стега од тоа да спроведува морални судови. Ние немаме право да спроведуваме морални судови. Секој треба да го прави она што смета дека е добро за него да го прави. Нема морални стандарди во однос на животот во брак, пред брачниот живот, вон брачниот живот, или како да наречеме. Нема морални стандарди во различните области на животот, во медицината. Нема етика во областите на човечкото живење. Тоа во црквата пак води кон некакво релативизирање на учењето за судот. Релативизирање на учењето за пеколот. Црквата како да се плаши да ги говори тие работи, бидејќи живееме во толерантно општество. И затоа, бидејќи отсуствува учењето за судот при второто Христово доаѓање. Кога говориме ние за второто Христово доаѓање, ние говориме само за спасение. Ние говориме само за живот на небото. Тој доаѓа да не земе на небото. И спуштаме многу суштествен дел. Тој доаѓа да суди. Една цела книга има напишано за таа цел. Книгата Откровение само за тоа напишано. Да покаже дека Бог доаѓа, дека Христос доаѓа да се справи со злото конечно и да го уништи злото. Да го осуди злото. Тоа е целата книга. Ние тоа го испуштаме. И бидејќи го испуштаме, затоа се појави учење според кој нема да има пекол. Мнозинството западни христијани воопшто не веруваат дека ќе има пекол. Велат, нема да има пекол. Тоа е метафора. Некои велат, може ќе има пекол, ама за кратко време. Бог ќе го уништи пеколот. Некои велат, нема воопшто никаков пекол. Бог веднаш сите ќе ги спаси. Дури и ѓаволот на крајот ќе биде спасен. Тоа се учењата на современата црква, имајќи го во предвид контекстот, толерантното општество во кое живееме. Одењето во вакви насоки значи одење во скептицизам, како во однос на Словото, а на крајот и до еден морален релативизам. Има морален релативизам и во црквите. Затоа, основното прашање што треба да си го поставуваме, она што треба да биде најважно за нас е, што говори Словото? Словото што говори. Зошто тоа Слово, Словото на Бог, Божиот збор, создаде. Божиот збор и осудува. Бог е создателот, Бог е господарот и Бог има право да суди. Колку тоа да влие, колку тоа да не го поднесува нашата гордост, Бог е нашиот господар, создателот и господарот.
Затоа треба да се држиме до овие вистини, да се подсетуваме, како што вели Петар, да не скокаме, да го земеме само она што не се допаѓа. И со љубов да ги предупредуваме луѓето околу нас на судот. Ние сме испратени од Бог. Ние сме држани овдека на оваа земја да предупредуваме дека доаѓа суд. Дека доаѓа суд во кој што Бог ќе ги казни неправедните. Како што Петар предупредува многу јасно овдека, цела една глава посветува ова послание на таа тема. Така и ние треба тоа да го правиме, да подсетуваме. Ние самите да се подсетуваме и да предупредуваме, за да биде избегнат судот. Бог да ни ја дава смелост да го правиме тоа. Не е лесно времето во кое живееме, но никогаш и не е било лесно. Не е било лесно и на Петар да ги пишува овие работи. И нам не ни е лесно. Но тоа е Божјата воля за нас. Бог, ќе видиме понатаму, не сака никој да погине. Тој сака сите да дојдат до покаяние и до спасение. А како алатки во исполнувањето на таа негова воля Бог не употребува нас. Бог да ни дава мудрост, да не гледаме толку на она што нам ни се допаѓа, туку на вистината. Овдека Петар не открива вистини. Вистини кои треба да ни го спасат животот. Вистина од која ни зависи животот, ни зависи вечноста. Зависи дестинацијата во целата вечност. Бог да биде со нас и да не води во вистината, да не ја испуштаме од раце.